Поетско-музичка манифестација под наслов Пониква поезија, музика, убавина се одржа на Пониква во одморалиштето на МВР во организација на познатата поетеса и писателка Милица Паулус и профи медиум од Кочани. Учесници беа 30 млади и реномирани поети од Кочани, како и од десетина градови од Македонија и учесници на детскиот меѓународен фестивал Музички бранови од Кочани. Денеска имавме една поетско-музичка манифестација на која што организатори беа јас, Милица Паулус и Лазар Богатиновски, кој што е исто организатор на детскиот фестивал Музички бранови од Кочани. Навистина интересот беше голем. Имавме многу гости, атмосферата беше прекрасна, како што гледате и сега се уште е весело, се читаше многу убава поезија, имаше многу убави точки, музички точки во изведба на дечиња и на возрастни. Значи навистина јас мислам дека ова манифестација беше многу успешна. Успехот на овој проект дава надеж да биде традиционален. Организаторите изразуваат благодарност за поддршката на мотелите на Пониква со поголеми сместувачки капацитети. Присутен на манифестацијата беше познатиот писател и поет за деца Мирко Томовски од Охрид, кој што рече дека не е лесно да се организира ваква манифестација и дека истата треба да премине во традиција. Имаше прекрасни дечиња кои со своите изведби ја збогатија програмата која што беше осмислена од организаторот и на крајот, ево сега, тука сме на едно заедничко дружење. Пред присутните своја поезија читаше Митре Мановски Радождански, поет од Охрид, кој што пишува љубовна поезија. Највисоката универзална вредност љубовта што не сплотува сите како луѓе, како живи битија. Црпам мотиви од различни, тоест инспирации од различни мотиви. Секогаш во преден план ми е љубовта. Љубовта сега во кон саканата, кон мојата сопруга, мојата муза, на која што има посветена и првата книга Љубовен вознес. Љубовта на повеќе начини изразена, манифестирана. Сега ако не можам да одминам тука и љубовта кон татковината, љубовта кон езерото, кон бисерот на југа, во Фриското езеро, љубовта кон родниот крај за кој што пишувам, создавам за Радожда, за Охрид, за Струга. Едноставно Константин Миладинов сигурно позади себе си оставил генетски наследници кои што можат на својствен начин од овој временски ракурс да го презентираат она што навистина е одлика на Македонија, на овие наши прекрасни убави предели и храмови, за да го презентираме, да го доловиме низ еден поетски ракурс како што веќе напоменав. Поезија читаа и други поети од разни градови на земјава. Уште од многу млади години имам издадено 3 стихозбирки и то поезија, пишувам и проза, меѓутоа во прозата се уште се немам вака е втиснато, се уште ги работам и преработувам расказите. Најчеста тема е љубовта, бидејќи љубовта е водителка и сите не води нас. Дали љубовта према саканиот, дали љубовта према децата, дали љубовта према фамилијата, семејството, пријателите, важно во секој случај во сите мои песни проявува љубовта. Целта на манифестацијата е да се афирмираат и охрабрат младите љубители на убавиот пишан збор за творење, како и поубаво да се представи и промовира осоговскиот бисер Пониква преку видеоразгледница, која заедно со настанот ќе биде дистрибуирана во градовите на учесниците, како и преку учесниците на фестивалот Музички бранови во соседните земји.